Јас сум Викторија Додевска, а вие го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Нова асфалтна површина во Ајдучка чешма. Ке се чисти депонијата во близина на кејот. По трет пат графити фест во Куманова. Градоначалникот Максим Димитриевски денеска направи увид во градежните работи за асфалтирање на улицата 252 во населбата Ајдучка чешма. Поставувањето на нова асфалтна површина е во рамките на проектот за реконструкција, санација и обновување на локалните патишта. Улицата 252 во населбата Ајдучка чешма денеска доби нова асфалтна површина. Увид во градежните работи за реконструкција на улицата направи градоначалникот Максим Димитриевски, посочувајќи дека инфраструктурните проекти ќе продолжат и во наредниот период. Го реализираме проектот за реконструкција, санација и обновување на улица 120 и улица 252. Во рамки на тој проект, ќе бидат реконструирани постоечките инфраструктури, обновени и поставена нова површина на асфалт во површина од околу 6000 метри квадратни со вкупна вредност на инвестиција од нешто помалку од 5 милиони денари. Димитриевски потсети дека досега се асфалтирани и голем број локални патишта во кумановските села. Верувам дека овој тренд на изградба во Куманово ќе продолжи, како што сте запознаени. До сега работевме голем број на инфраструктурни проекти во рамки на програмата што ја нарекуваме самите ние во општината за селата и поставивме приближно околу 47.000 метри квадратни нови асфалтни површини во поголем број на села. Градоначалникот Димитриевски најави дека на следната седница на Советот ќе има дополнување на годишниот буџет и годишната програма за работа на општината, а трендот за реконструкција на улиците ќе продолжи и во приградските населби. Паралелно со тоа ќе се реконструираат и поголем број на улици во централното градско подрачје, изјави Димитриевски. Општина Куманово целосно е раздолжена и е единствен град во државата кој има суштински воведено газ, рече градоначалникот Максим Димитриевски во последното гостување на Телевизија Плюс во емисијата Став. Кога дојдов на позиција како градоначалник, општината беше во деценијски долгови. Денеска Куманово има стабилен буџет и стабилна сметка. Ако затекнавме долгови заедно со јавните претпријатија приближно некаде околу 20 милиони евра. Денеска општината е целосно раздолжена, потенцираше Димитриевски. Во однос на патната инфраструктура во населените места, Димитриевски посочи, за да може градот да функционира, мора селата да бидат силни. Целосното соопштение можете да го прочитате на сајтот на Телевизија Плюс, tvplus.mk. Слободни уметници во сабота ќе ги уредуваат зидовите на стамбените единици на Октомвриска револуција во рамки на Графити фест. Покрај уредување на зидовите ќе се создаде и ново катче за најмалите. Повеќе во прилогот што следува. Во Куманово трета година поред ќе се одржи Графити фест. Уметници од градот, но и од останатите општини од државата, во сабота ќе творат над зидови од стамбени единици во паркот зад економското училиште Перо Наков. Но освен што ќе се разубават зидовите на стамбените единици, организаторите со поддршка на општината и спонзори ќе работат и на уредување на паркот. Целта на настанот ќе биде да го средиме паркче позади што е помеѓу зградиве. Повеќе од не знам колку години имаше иницијатива таква. Сега се потрудивме и добивме поддршка од повеќе спонзори и од општината од Куманово да ги исцртаме зидовите од зградите и да го средиме со урбана опрема. Да направиме еден убав настан, да го одбележиме тоа како некој почеток за средување на тој дел од градот. На настанот уметниците ќе творат на слободна тема. Ќе учествуваат цртачи од Куманово, Скопје и Битола. Ќе има поддршка и иницијација за потикнување на младите. Исто така, овој настан и овој проект е продолжение на минатогодишниот проект кој го правивме со станарите од соседните згради. Исто така исцртавме поголема површина минатата година и ова година само го дополнуваме настанот со уште повеќе графити, уште повеќе мурали и со посредено
место. Организаторите велат дека ќе продолжат со организација на вакви настани бидејќи Куманово изобилува со места кои треба да се уредат и да добијат нов модерен лик. За Графити фест добиле поддршка од општината, Министерството за култура и општествено одговорни компании. Кумановското обвинителство поведе постапка против 37-годишна жителка на Куманово поради постоење на основано сомнение дека го сторила кривичното дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При извршен претрез во домот на осомничината на 4 мај годинава, овластените службени лица пронашле 11,53 грама наркотична дрога хероин и едно пакување наркотична дрога кокаин од 0,85 грама. Осомничината неовластено заради продажба ја набавила наркотичната дрога. Хероинот го препакувала во оделни 6 мали најлонски пакувања и ги скрила во спалната соба. Јавниот обвинител кој постапува во предметот до судијата на претходна постапка при Основниот суд Куманово поднесе предлог за определување на мерка куќен притвор за осомничената поради постоење на опасност од бегство и повторување на кривичното дело. Предлогот на обвинителството беше прифатен и судот на осомничената и определи куќен притвор во траење од 30 дена, се вели во интегралното соопштение од Основното обвинителство Куманово. Во рамките на проектот Зелена Сончева утре ќе се реализира еколошка акција наречена Генералка викенд. Екоактивностите ќе се спроведат кај градскиот кеј. Генералка викенд е насловена еколошката акција што ќе отпочне утре во организација на општина Куманово, јавното претпријатие Чистота и зеленило, припадници на АРМ и волонтери од кумановски акцијаши со поддршка на Австрија. Под мотото За чисто како дома исто, екоактивностите ќе се спроведат во близина на градскиот кеј, при што ќе се мери тежината на собраниот отпад кој претходно се складира во поставените станици за оваа намена на пакомак. Дополнително ќе се чисти и депонијата кај поранешен туш. За секои 10 килограми собран отпад ќе биде засадено дрво, создавајќи монументална шума Сончева гора. Градоначалникот Максим Димитриевски денеска ги повика граѓаните масовно да се вклучат во еколошката акција. Утре, заедно со голем број на волонтери и невладини организации, ќе отпочнеме еколошка акција во делот на чистење на дивите депонии во градот. Еве користам оваа прилика да ги повикам граѓаните масовно да се вклучат, бидејќи се единствено самите ние можеме да си го исчистиме самите градот, но од друга страна и за оние неодговорните лица да повикам да не го isfрлаат сметот на ваквите диви депонии, бидејќи генерираат дополнителни проблеми. Сакаме да му дадеме урбан, модерен лик на градот кој е чист и заликува на современите европски градови, а мислам дека сите ние заедно можеме да го постигнеме тоа. Во проектот веќе учествуваат Пакомак, ЕВН, делегацијата на Европската Унија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и други организации и поединци. Во акцијата може да учествуваат сите граѓани кои што сакаат да придонесат во зачувувањето на животната околина и општина Куманово да стане општина на годината со најмногу совесни граѓани за животната средина. По однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на МВР, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 122 лица не ја почитувале. Од вкупниот број 79 мина без заштитна маска се евидентирани на ниво на Куманово, 29 граѓани на Крива Паланка и 14 мина жители на Кратово. За евидентираните ке следуваат соодветни мерки. За истиот период 4 лица не ја почитувале забраната за движење, информираат надлежните од секторот за внатрешни работи Куманово. МВР информира дека вчера утрото во 5 часот и 30 минути на граничниот премин меѓународен аеродром Скопје, 30 годишен државјанин на Србија приложил негативен ПСР тест издаден од лабораторија од Скопје. Поради постоење основи на сомнение дека тестот е фалсификуван, не му бил дозволен излез од нашата земја. Според МВР на граничниот премин дошол и 33 годишен жител на кумановското село Горно Којнаре, работодавец на пријавениот кој што признал дека го изработил фалсификуваниот ПСР тест со цел неговиот вработен да може да патува во странство. Двајцата биле предадени на полициски службеници за понатамошна постапка.
Кошаркарите на Куманово на гостински терен ја совладаа екипата на МЗТ Скопје Аеродром со резултат од 83:76. По овој надпревар кумановци може да се надеваат на некое место погоре на табелата во пресрет на плейофот. Во тимот на Куманово Ливингстон постигна 20 поени и 11 асистенции. 17 поени запиша Андреевиќ, Марковски имаше 13 поени, еден помалку постигна Джекиќ. До крајот на регуларниот дел на двете екипи им останува да одиграат уште по еден надпревар. Во изложбениот салон на Националното установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, утре со почеток во 12 часот ќе биде отворена изложбата Црно и бело на академската графичарка Ана Трајковска. Изложбата е нејзин магистерски труд и е составен од принтови на најлон изведени во големи формати. Ана Трајковска е родена во 1995 година во Скопје. Таа е дипломиран графичар. Моментално е на магистерски студии на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Изложбата ќе биде поставена 2 седмици, а посетата ќе биде организирана во согласност со препорачаните здравствени протоколи. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Премиерот Зоран Заев денеска во пунктот во спортската сала Борис Трајковски се вакцинираше против COVID-19. По вакцинацијата во изјавата за медиуми рече дека се вакцинирал со кинеската вакцина Синофарм. Тој истакна дека одлично се чувствува и дека сите вакцини се безбедни. Ги повикувам сите да се пријават на сајтот vakcinacija.mk. Вакцините се безбедни. Колку побрзо заврши процесот на имунизација, толку побрзо ќе заврши оваа борба со овој невидлив непријател. Нема никаков проблем при имунизација на населението, рече Заев. Со последните бројки, 25% од населението над 70 години има примено барем една доза вакцина. На вакциналните пунктови во државата, заклучно до вчера, се вакцинирани вкупно 74.076 граѓани, објави Министерството за здравство. Вчера се вакцинирани 9.123 граѓани, од кои со прва доза 7.963 граѓани. Според податоците на Министерството во државата, вкупно вакцина и ревакцина примиле 92.253 граѓани. Според Националниот план за вакцинација, во моментов вакцинацијата се спроведува кај возрастни лица, граѓани што се пријавиле на веб страницата vakcinacija.mk, како и вработени во критична инфраструктура. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 527 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот. На инфективното оделение во Куманово се хоспитализирани 63 пациенти. Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои се лекуваат на инфективните одели во главниот град и во болниците низ земјава е 926 и има околу 800 празни болнички кревети во ковид центрите. Во текот на денот се прават и исписи на оздравени пациенти, со што се ослободуваат дополнителни легла. Инаку сите оделенија на клиничките болници располагаат со болнички места до кои има довод на кислород. Министерството има увид во состојбата со капацитетите и доколку има потреба оделенијата ќе бидат дополнително проширени. Државната комисија за спречување корупција има отворен предмет за градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов за набавка на противпожарна скала и по него ќе се работи како и со сите предмети. Нашите наоди ги проширивме и на други јавни набавки, а не само за набавката на софтверското решение. Набавките поврзани со самиот предмет, камери, сталаци, подвижни кабини, има повеќе јавни набавки со што износот на средствата потрошени за тие договори е голем. Мислам дека стануваше збор за некаде околу 18 милиони денари. Велат од ДКСК за случајот поврзан со поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. За предностите на училишниот спорт и воопшто влијанието на спортските активности врз младите ќе слушнете во продолжение од изјавата на директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Моја заложба ќе биде, здравје Боже, како што спомнав, што побрзо ова пандемија малце стивне, не викам дека и ќе замре скроз, али што побрзо стивне, се надевам дека децата ќе направиме едно масовно дружење, масовно излегување на
надворешните игралишта кои дефинитивно нас ни дадоа таа придобивка. Со ова пандемија покажа дека децата веќе почнуваат, што го кажувате вие, искривени тети, со деформитети, пред телевизорот, таблетот, телефони. Тоа е еден огромен проблем кој јас сум голем противник и се надевам со добра организација децата ќе ги вратиме на тие спортски арени кај што ние изникнавме. Да, времената се менуваат, али секој почеток почнува од таму. Покажи самата пандемија дека најдобро, ајде да кажам, најдобро поминаа спортистите. Значи, секој здрав човек, секој активно кој се бави со спорт, не мора да е професионален, видовме дека пандемијата не му може ништо. Плетење на венец од растенија, закитување на блезните врати во куќите и дворовите со ѓурѓовденско цвеќе, миење со водата во која се потопуваат растенијата, капење во река. Ова се само дел од народните обичаи кои се прават на денешното празнување на празникот Ѓурѓовден. Православните верници денес го прославуваат Ѓурѓовден празник во чест на светиот великомаченик Георгиј Победоносец, кој е и символ на пролета. Како голем празник, Ѓурѓовден се поврзува со Великден, па и во народната песна се пее за нивната поврзаност, за зазеленувањето на вегетацијата и за враќањето на животот по пасивниот зимски период. Именден празнуваат Ѓорѓија, Ѓуро, Ѓоре, Ганка, Гинка и слично. Времето денеска во Куманово беше претежно сончево. Максималната температура се искачи до 25 степен, а минималната беше 9 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне до 27 степени, а утринската ќе изнесува 9 степени Целзиусови. Со нови информации се гледаме повторно утре во 18 часот. Имајте пријатна вечер.